А сега ќе продолжиме понатаму со следните содржини. Веќе ви е познато дека ова време имаме гости во студиото. Денеска со мене, мојата колешка Сузе. Добро ви утро и имаме еден прекрасен гостин. Неговото име е Валентин Видовиќ, кој е дипломиран музичар, на кој ние често пати сме уживале во неговата изведба на саксофонот и ќе зборуваме талентот и љубовта кон музиката, меѓутоа сега пренесени на филмско платно. Тоа се склопна таленти меѓу останатото. Верувам дека и ти ќе ни се вклучиш нешто подоцна во разговорот. Морам да ќе кажам за нашите гледачи дека денеска и наш колега е Вали, како што ние го нарекуваме меѓу останатото, бидејќи е задолжен за квалитетот на тонот, на звукот и за сето она кое што допира до нашите гледачи, но убаво е кога имаме прилика да ги представиме сите таленти и квалитети кои што си ги имаме ние како во нашата алфа. И тоа во тоа се состои убавото нешто, кога се поврзуваат повеќе уметности во една, навистина се добива еден ваков квалитет какво што е и еве сведочи наградата која што подоцна ќе ја видат нашите гледачи, но покрај музиката која беше можеби прва љубов, ти не престана да ги следиш твојата интуиција и да стигнеш до филмот каде што доби главна улога. Еден од филмовите кои што и текако ја привлече јавноста. Вали, прво добре ни дојде официјално и од мене, Слободанка те поздрави. Филмот "Те дуажи ми мене" на 2 јануари е прогласен за најгледан македонски филм на официјалната листа на Cineplex, која што токму пред неколку дена имавме можност да ја видиме. На светско ниво тоа беше филмот Барби, но македонски филм беше филмот "Те дуажи ми мене", во кој што ти играш главна улога. Како ти се случи оваа главна улога? Да. Ви благодарам. Голем поздрав до телевизија Алфа, до колегите од режија и до гледачите што не гледат во моментов. Јас после музичката академија студирав бев на филмски студии во Охрид, каде што се образував за тонец и тамо Тоа ти беше втор факултет после завршување на факултетот за музичка уметност во Скопје и ти одлучи понатаму да ги следиш твоите желби, страсти, така? Да. Поради тоа што професијата тонец и музиката тесно се поврзани. Исто на музички факултет имавме и предавања за звук на филм. Јас така бев инспириран да се квалификуваш и на таа тема, така. Да. Тамо се образував, значи, за тонец, дизајнер на звук и тамо се запознав со многу колеги, од цел свет имаше колеги, беше прекрасен факултет и се запознав со колегите, меѓу кои за филмот во кој што глумев главна улога, тамо значи мојот колега Никола Козелов, кој студираше за сценарио, исто така и професионален глумец. Тој е сценарист на овој филм, нели? Да. Така. И така ја доби понудата за да играш, да бидеш еден од тројцата другари кои што ова е црна комедија која што навистина ја освои јавноста. Тие тројца другари накратко еве ќе ни ја откриеш содржината што им се случува во тие нивни лудори? Да. Филмот е жанра комедија, роуд. Така и сатира? Сатира, роуд муви. Кој што ја критикува, со други зборови, реалната состојба на она што ни се случува во наше секојдневие. Да, филмот е инспириран од стереотипите во Македонија, од сите разговори за различни личности и мислења, сушност. Така настана и приказата на филмот преку дружбата и, сам да кажам, ова е роуд муви, комедија. Да. Комедија, така. За искуството на овој филм би ни зборувале ние многу, ви раскажувале многу долго, но ти имаш едно многу драгоцено искуство, беше задолжен за звукот, за обработка на тонот, зашто и ја доби оваа награда која предмалку ја погледнаа гледачите за крими серијата, прва серија во македонски услови, Бистра вода, која што гледачите од почетокот на минатата година имаа можност да ја следат на Алфа ТВ. Какво беше ова твое големо искуство со оглед на тоа дека
македонската елита беше собрана во овој филм, во режија на Јани Бојаджи, филм кој што за рекордно кратко време беше снимен, измонтиран, направена постпродукција и многу скоро после тоа гледачите имаа можност да го гледаат и го коментиравме често пати овде во утринските емисии. Да. Јас на серијата Бистра вода работев тонски снимател на терен и обработка на тон. За снимањето на терен, значи серијата се снимаше 17 дена. Беше многу напорно, се разбира, ама беше со мерак правено, пошто стварно беше голем предизвик да се работи ваков проект. Беше чест, значи што и ми беше дадена оваа одговорност. Да, еве и гледаме инсерти. Да, ова е снимање од првиот ден, црквата Свети Пантелемон. Колку уживаше, кажи ми ти, во оваа голема екипа предводена од господинот Бојаджи? Да. Изгледа ли се вака лесно како ние што го доживуваме? Јас да речеме во моментов го доживувам лесно како песна. Беше ли така и на терен? Не, овај поради тоа што многу кошта дневно да се снима серија, значи правилото се снима 12 часа минимум, поради тоа што се изнемува техниката. Да се искористи до максимум. До максимум се користат сите ресурси и мора да се биде максимално експедитивен. Значи, овој прв ден беше екстремно жешко, исто сам да кажам, беше многу тешко за снимање. Ама ете, ја снимивме серијата. Првиот месец беше стварно тешко, ама многу добро ја снимивме на крај. И причината поради тоа што се снима во јуни и јули беше за, сам да кажам, за кинематографијата, најбаво изгледат боите. После продолживме да снимаме исто така и во септември и октомври, каде беше малце по-релаксирано снимањето. Ете, значи, какви се овие големи глумци вака во директен контакт? Тука практично и како што реков пред малку, елитата на македонското актерство беше собрана. Има ли разлика кога се работи со некој актер натуршчик како што си бил еве ти со твоето искуство? За прв пат се појавуваш, човек кој што не студирал глума, но еве се нашол на позиција да игра некаква главна улога. Има ли разлика од тие и овие останативе кои што имаат позади огромен багаж? Да, не разликата преголема, но ете, колку се захтевни, колку се, да речеме, на некаков начин, ако можам да кажам точен збор, комплицирани? Да, нормално како е човекот поискусен во професијата, по-релаксирано е све, но со сите актери беше одлична соработката, сите имавме без потешкоти, кога имаше некои звучни проблеми, брзо ги решававме. Колку е важен звукот да се подеси токму онака како што треба? Ти од искуство еве и кога не ги ставаш микрофоните наутро често пати, сакаш да биде секако што треба, тоа го прават и сите останати тонци, ги поздравувам и нашиот тонец во режијата во моментов, и целата е наша екипа, но тонот и светлото се магија, кој навистина не е важно само да дојдеш и да приклучиш, да уклучиш копчето, кој е важно доброто, а сето да се подеси, бидејќи еве јас како пејач по себе можам да кажам дека ако јас не сум добро озвучена додека пеам, можам да пеам како Славе, брилјантно, но ако тонот таму добро не е подесен, ништо, ефект нема, нели? Да. Каква е тоа магија? Колку тоа го учевте на факултетот во Охрид? Да. Работата со тон често е решавање на проблеми и на снимање и во постпродукција. Нормално секогаш гледаме да биде најдобро снимено, најдобро го местиме, но понекогаш не може да влијаме на ситуацијата, може да има некои звучни проблеми, да помине авион, коли да поминуваат, да сметат на диалогот. И кога не може веќе ништо да направиме, само едноставно го снимаме дублот и подоцна го поправаме во постпродукција. Све се поправа, само треба време да се поправи и да се направи супер да звучи. Да.
И на крајот да се навратиме уште малку кратко на филмот кој што беше прогласен за најгледан македонски филм во Синеплекс, продадени околу 16.000 влезници од септември, крај на септември кога беше премиерата во Синеплекс на Те доажи ме мене, па се до пред недела и две, додека играше на репертоарот на Синеплекс, се продадоа на вистина енормно голема бројка на влезници, што значи дека нашата публика сака да оди во кино, така? Да. Многу ми е мерак, многу сум благодарен на сите што покажа интерес, што го гледа филмот. Стварно, се тоа што го доживев е магија за мене, за целата екипа што го правеше филмот. Многу ми е драго ден. За ваков резултат што беше постигнат. Филмот, сакам да кажам, беше правен без буџет. Независен филм снимен во 2019 година пред почетокот на пандемијата, но премиерата ја доживеа дури во септември 2023, така? Да, почнавме да го правиме, го снимавме 2019 летото и после меѓувреме... Само за 28 дена снимен, така? Да, 28 снимачки дена беше снимањето на филмот што беше, да. И откако го снимавме, после не сум сигурен, 6-7 месеци се правеше монтажа на слика и после тоа почнавме да правиме монтажа на тон. Во меѓувреме беше короната, периодот кога застана маце работите. Застана цел свет. Цел свет застана и ноите многу сум среќен го завршиме, беше многу тежок проект вака, али убаво испадна, пошто многу имаше сцени, многу карактери, за секој звучно сам да кажам вака, за сите карактери стававме многу звуци, многу атмосфери да биде да направиме гумата уште по да ја воздигнеме погоре и чувството на филмот сам да кажам. За музиката исто да спомнам на филмот. После глумата Ти беше задолжен и за музиката во филмот, секоја чест. Да. Колку е едноставно да се создава музика за филм? Кога ги правевме композициите на филмот, режисерот Марен Гавриловски ми праќаше сите сцени одделно ми ги праќаше на филмот. И на почеток сакавме да пробаме да видиме да добиеме некоја слика како ќе звучи со музика, како ќе звучи со саунд дизајн, да видиме како да го монтираме понатаму филмот. И јас почнав да правам музиката. И за секоја сцена правев музика, по многу траки правев многу композиции, од кои што некои отидоа за друга сцена, од некоја друга сцена отидоа за сцената што во моментот ја правев, некои точно го ги погаѓавме да бидат, ама направивме многу композиции и дојдовме до 15-20 композиции кои што завршија во филмот. И тоа, значи, филмот е сатира и така и музиката беше во план да се направи да биде сатирична, комична, да се одвестува со приказната, да биде убаво. Браво. Кој е твојот следен предизвик, Бали? Да. Што ќе се случува во 2024? Имаш ли во најава некоја нова улога или можеби ќе работиш на некоја нова серија, филм? Да. Во телевизија Алфа сега се спремаме за нова серија. Ќе работиме со уште исто така и подобра опрема, помодерна. Ќе работиме звукот во сараунд, ќе го правиме исто така што е како за во кино, сам да кажам, звук. Така ќе работиме. Значи, ние очекуваме, трпеливо ќе очекуваме, нема да те прашувам за повеќе детали, нека биде изненадување и за гледачите. Знаеш ли зашто молчам? Цело време. Затоа што сум многу изненадена од другата страна, да ќе кажам, на Вали, со оглед на тоа. Не знаеме, ние си ги познаваме доволно колегите. Доволно колегите. Ние кога си пиеме кафе наутро, или кога тој го мести тонот и слично, микрофончињата и така натака, си имаме некои сосем други тематики и муабети, меѓутоа сега Вали те гледам во едно поинаково светло и да ти кажам дека од тоа што имам преубаво мислење за тебе како наш колега, сега уште повеќе ми е навистина создадена една преубава слика за тебе, меѓутоа би сакала Сузе да искористам на крај дипломиран музичар, нешто околу тоа, за да знаете ве гледачите, затоа што ние кога правиме забава, Вали е тој секогаш кој со саксофонот уште поубав амбиент не прави. Само да кажеме твојата животна приказна околу тоа. Да. Колку години дружиш со саксофонот? Јас се едуцирав 12 години саксофон. Од 2003 година почнав да свирам
да се образовам во нижото музичко училиште Илја Николовски Луј, каде се учев и средно исто така саксофон, и на факултетот За музичка уметност? За музичка уметност учев исто така саксофон. И до ден денес Се дружиме со уште свирам саксофон, не го оставам инструментот. Јас музиката почнав, јас пробував низ животот различни уметности. Првата ми беше сликањето, што така рекреативно во 90-тите немавме компјутери и немавме со што да се занимавам, па јас почнав да сликам и нацртав музички инструмент. Тој беше инспирација да почнам всушност со музика да се бавам. Браво, Браво, Вали. Да, и прекрасен е и во таа работа, морам да кажам, затоа што, да не се повторуваме, меѓутоа секогаш уживаме во твојата изведба на Кој бил во саксофонот. контакт еднаш со музиката, тој не може едноставно да се тргне. Ти ќе ја оставиш, ама Тоа таа Суза, си нема да знаеш те по остави. себе. Таа нема да те остави едноставно. Ти Така, благодарам да. многу што ова утро ни беше гостин и некој следен твој проект и некој следен твој предизвик со радост ќе го споделиме заедно со гледачите. Еве колку ние си имаме прекрасни колеги, јас тоа секогаш го велам, барем ова ако ништо друго вака и можеме јавно да докажеме, е зашто ние секогаш зборуваме, а тоа е многу важно кога доаѓаш на своето работно место, да си имаш луѓе со кои што можеш да се размениш една убава и позитивна енергија. За тебе, Сузе, веќе колку пати сум го кажала тоа. Немој да не ме урочиш. Да.